Здравствената состојба на повредените од пожарот во Кочанската дискотека од час во час се менува. 5 пациенти кои се лекуваат во странство се критични, но добрата вест е што нема промена во бројот на хоспитализирани. 55 луѓе се во македонските болници и сите се стабилни. 9 од нив утре ќе бидат пуштени на домашно лекување. Надлежните велат дека борбата не е завршена, таа допрва престои. Предупредуваат дека оваа недела почнува ризикот од инфекции на оние кои имаат сериозни изгореници. Во, да речам така, критична состојба продолжуваат да бидат околу 5 пациенти. Нормално флуктуира состојбата на пациентите. Генерално очекуваме и се надеваме 7 дене 0 починати. Нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, нивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. 10 пациенти кои се хоспитализирани во клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски се стабилни, иако имале сериозни опекотини. Дел од нив се веќе оперирани. Во моментот се хоспитализирани 10 пациенти, од кои што 10 пациенти кај 6 веќе е направена трансплантација на кожа, заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од 3 степен. Кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања дома во текот на следната недела. 17 од вкупно 30 повредени во пожарот кои се лекуваат во Србија се хоспитализирани во клиничкиот центар во Белград. 2 од нив се на респиратор и се критични, и 2 се оперирани. Најмладиот пациент има само 17 години. Они su dobrog opšteg stanja, postooperativni tok protiče uredno kod njih i u toku sledeće nedelje biće operisano još sigurno 5-6 pacijenata. Imam i dobre vesti, nekoliko pacijenata će biti verovatno moguće prevesti na odeljenje jer njihova disajna funkcija se oporavlja uspešno, a opekotinske rane su takve da не захтевају боравак у единици интензивног лечења. Здравствените власти се мобилизирани и се подготвуваат за следната фаза – враќање на пациентите од странските центри. Дел од 115 луѓе кои се лекуваат надвор од државата од втората половина на неделата ќе бидат вратени во Македонија.